Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева најави дека ќе поднесе уште најмалку 15 обвиненија до крајот на месецов, кога истекува крајниот рок на СЈО за поднесување на обвиненија. Останатите предмети кои се во порана фаза, за сега нема да ги предаде на редовното обвинителство и покрај тоа што, барем во моментов, СЈО нема да биде во можност да ги преточи во обвиненија. Ние ќе продолжиме да работиме на материјалите, бидејќи нашиот мандат е 5 години. Ние ќе продолжиме да работиме во предистражни постапки и да отвараме истраги во однос на обвиненија и во однос на членот 22 од нашиот закон. Се надеваме дека и во овие 22 дена, од колку што останува до почетокот на јули, дека ќе се најде начин да се реши тој проблем од страна на парламентот. Токму деновиве во јавноста е актуелен и предметот Труст за тендерите на ЕЛЕМ за термоелектраната во Битола. Апелација ја прифати жалбата на СЈО против одлуката на Основниот суд, кој прифати гаранции во имот од 850.000 евра за бизнисменот Сеат Кочан да се брани од слобода. Според решението на апелациониот суд, судијата во претходна постапка направил грешка. Например, за понудениот недвижен имот во гаранцијата требало, а немало писмена согласност и од другите сопственици и управители на понудениот имот. Позицијата на СЈО останува дека воопшто не треба да има гаранции. Сега ова е судска работа, ако не викнат, ние пак ќе го истакнеме нашиот став дека сакаме господинот Сеат Кочан, кој осомнече во нашиот предмет, да оди во притвор. Бидејќи се за такви случаеви, за таков криминал, секој пат праксата во судството во Република Македонија било на тие лица осомничени за вакви дела бидат во притвор. За разлика од СЈО, Кривичниот суд толкува дека одлуката на Скопска апелација не значи дека повторно ќе се разгледува барањето за притвор. Велат, повторно ќе постапуваат само за укинатите гаранции, бидејќи притворот веќе е одбиен и во втор степен од Кривичниот совет. Нејасно е сепак што ќе се случи ако одбраната на Сеат Кочан не успее уредно да достави гаранции како што бара апелација, бидејќи тоа е услов за да не се одреди притворот. Со или без притвор, токму случајот Труст е еден од предметите кои се очекува да бидат дел од најавените 15 нови обвиненија на СЈО. Една од причините поради кои СЈО не успеваше побрзо да поднесе обвиненија и за овој и за други предмети е што дел од осомничените се обидуваат да ја разлежат постапката колку што е можно подолго. Например, го растегнуваа времетрејењето на законското право да извршат увид во доказите или го одолговлекуваат датумот кога ќе дојдат за да дадат исказ.